Конечно, имотот е купен и платен. Но, што се случува со постоечките товари, како хипотеки или договори за закуп? Ова е последниот, но многу важен дел од сложувалката. Законот е многу прецизен тука. Со самата продажба, сите хипотеки автоматски се бришат. Но, ако на имотот има закупци со важечки договор, тој договор останува на сила, а новиот собственик само е презема улогата на закуподавач. Исто така, важните стварни службености, како право на премин, не се бришат. Ова е можеби најважната заштитна одредба за секој купувач. Откако имотот ќе се предаде во владење, правото на собственост е сигурно. Дури ако подоцна некој се обиде правно да ја оспори продажбата, тоа нема да влијае на правата на новиот совесен купувач. Собственоста е заштитена. Сега, кога целиот процес е многу појасен, вистинското прашање е како оваа информација ќе се искористи. Можностите за добра сделка постојат, но како што видовме, темелната подготовка и разбирањето на правилата се апсолутно клучни за успех.